Општина Виница и општина Делчево повтор пат беа активни учесници на бизнис самитот Патот на свилата, кој овој месец се одржа во Кина, а се први општини од Македонија кои се дел од оваа светска асоциација. На овој самит, градоначалникот Димитров имаше отворена можност пред 173 членки од 60 земји од целиот свет да ја презентира Виница во делот на туризмот, културата, геотермалните води, природниот потенцијал на Плачковица и Лисец, а уствари и повеќе средби со потенцијални инвеститори. Ова е ретка можност општина Виница да доживее промоција надвор од границите на Европа, на исток во една од најбрзо растечките економии во светот, Кина. Се очекува пријателствата родени на овој бизнис самит да донесат нови перспективи за развој на Виница, а всушност и прифаќањето на поканата за членување во оваа алијанса минатата година е токму со таа цел, истакна градоначалникот Димитров. Минатата година општина Виница и општина Делчево се членки на урбаната алијанса Патот на свилата. Значи, лани подпишавме со алијансата Патот на свилата, станавме членки и оваа година бевме поканети. На оваа година еден од форумите, јас разговарав и презентирав за потенцијалите на општина Виница во делот на туризмот и културата, се оно што ние нудиме како општина, што може да се инвестира во нашата општина и кои се заложбите и приоритетите на нашата општина. Меѓутоа, дадовме приоритети и разговаравме во делот на нашата држава, значи за туризмот, потенцијалите на туризмот во Република Македонија, како и потенцијалите, презентираше градоначалникот од Делчево, потенцијалите кои што ги нуди и општина Делчево. Можеме да кажеме дека сме доста задоволни, бидејќи на оваа урбана алијанса Патот на свилата учествуваа повеќе од 170 представници од 60 различни земји, меѓу кои ќе напоменам, овде беше и поранешниот председател на Хрватска Стипе Месич од регионот, исто така од регионот беше поранешниот премиер на Бугарија Александар Томов, како и многу други видни и угледни личности, бизнисмени, корпорации голем дел, министерката за економија на Украина, амбасадори, поранешни амбасадори, како и голем број на градоначалници и високи функционери од нивните држави. Се надеваме дека ќе имаме некоја инвестиција, затоа што и минатата година она што го презентиравме, значи имаше заинтересирани пред се во делот на геотермалните води, во делот на банскиот и спа туризам, како и во делот на потенцијалите кои што ги нуди, можеме да кажеме, и планината Осогова, посебно Пониква, ски центарот, така да има доста заинтересиране. Се надеваме дека во нашата држава ќе дојдат и други инвестиции кои што ќе дадат допринос за развојот на нашата држава. Пред се јас ќе се заложам да биде тоа во делот на општина Виница, меѓутоа секоја инвестиција дојдена во нашата држава е добро за сите нас. Урбаната алијанса на Патот на свилата е здружение на градови од различни земји и региони, кое се темели на вредностите на еднаквоста, реципроцитетот и доброволноста. Алијансата е пријателска асоциација која е посветена на промовирање и поврзување, споделување придобивки, културна и трговска соработка и пријателски односи меѓу градовите членки. Мисијата на алијансата е да се воспостави платформа за поврзување на градовите во различни земји и региони, да се соберат ресурси, да се промовира прагматична работка и да се бараат можности за инвестирање во различни сектори за членовите, но и да се зајакнува пријателството меѓу градовите членки. Посебен аспект има промоцијата на културната и трговската размена меѓу градовите од различни земји и региони, за да се олесни нивното приспособување кон инвестициските и трговските потреби на 21. век и да се зголеми одржливиот и заеднички развој на градовите.